70.000 Makedonci vo Toronto, Kanada, се една од поголемите етнички групации во овој дел на светот кои својот идентитет го одржуваат и го искажуваат на најразлични начини. Благодарејќи на политиката на мултикултура, каде што секоја етничка група има право да си го организира својот општествен живот врз сопствено искуство на културен, уметнички или пак традиционален план, македонците во Канада, денес канаѓани од македонско потекло, бидејќи малиј бројот на оние што се уште немаат канадски пасош, представуваат организирана етничка групација, чии активности се влезени и на официјалните манифестации што ги подготвува Канада како држава. Најразлични се формите на организираниот живот на нашите овде, кои потекнуваат од трите делови на Македонија. Секако, најголемиот дел на активностите се одвива во црквата Свети Климент Охридски, која овде представува место за видување, запознавање на новодојдените, размена на мислења и искуства од не толку едноставниот живот во новиот крај, како најчесто нашите ја викаат Канада, венчавање, крштевки, свадби, другарски собири, театарски представи, концерти и се она што представува потреба на еден човек кој од најразлични причини се нашол во водите на миграцијата. Денес нашите сонародници во Торонто најмногу се вработени во индустријата, угостителството, трговијата, а еден дел се занимава со приватна работа. Се предпоставува дека денес во Торонто над 3000 ресторани ги држат канаѓани од македонско потекло. Непосредно по доаѓањето во оваа земја се упативме во Генералниот конзулат на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, кој по просторот што го покрива, како и по бројот на жителите во Канада од југословенско потекло, е едно од најважните наши дипломатско-конзуларни представништва во светот. Разговараме со Петар Толев, генерален конзул на нашава земја во Канада. Како се одвива организираниот живот во нашето иселеништво овде? Па од останалите наши обврски, исто така во примерните наши задолженија се и тие да помагаме на нашите иселенички организации да воспоставуваат врска и контакт со матиците на иселениците од нашата земја и на тој начин така почесто да бидат во контакт со својот стар крај, како што е овде популарно да се каже. Нашите луѓе во новата татковина, захвалувајќи на канадската политика на мултикултурата, имаат можност да ја негуваат својата традиција, историја, јазик, фолклор. И овде во Торонто најбројни се организациите на македонското иселеништво, кои воглавно се организирани преко црковните општини на Македонската православна црква и преко регионалните и селските друштва. Посебно треба да се одбележи активноста која ја имаат нашите иселенички организации во соработка со канадските школски органи во областа на школството и дополнителната настава, каде што се изучува македонскиот јазик и националната историја и географија. За другите активности би можело многу да се зборува, меѓутоа вие ќе бидете тука неколку
denovi ili nekoliko nedelji, pak i možete vo тоа i sami da se ubedite od kontaktите i razgovorite koji ги imate vo tije sredini. Точниот број никој овде не го знае колку наши иселеници ја посетуваат црквата Свети Климент Охридски. Според разговорите, а и овие снимки што ги гледате, со сигурност може да се каже дека околу половината доаѓаат во оваа македонска православна црква. Нека не чуди што толкав е одзивот за во оваа црква и не само во оваа, туку и во другите 16 колку што се изградени на северноамериканскиот континент, зашто религијата овде е составен дел од секојдневното живење, а посебно во саботите и неделите кога овде е преполно и кога често се слушаат и се разменуваат устните новини од стариот крај, за кои ретки се оние што не се емотивно врзани. Ова е секако најголемата црковна општина надвор од матицата на овие наши иселеници, а еве што вели за активностите председателот на општината Никола Карамфиловски по потекло од Битола. Нашава црковна општина Свети Климент Охридски во Торонто е културно-просветна религиозна установа, каде што овозможува да сите наши сонародници, наши иселеници, македонци во Торонто и околинава да може да се собираат, да сите оние македонски работи, мислам на културно-просветни и религиозни, ги прославуваат во нашава црковна установа. Имаме некаде околу 34 околиски селски друштва кои се во една, мислам, соработка одлична со црковнава општина, која црковна општина брои некаде до 1500 членство, мислам семејства, тоа е некаде преку 5000 членови. Во Торонто, колку што ни е познато, живеат некаде околу 80.000 канаѓани од македонско потекло или македонци од Југославија. Имате ли увид колку отприлика се собираат околу вашава црковна општина? Па во последниве прорачени што ги имаме во црковнава општина Свети Климент Охридски, во секоја година ја посетуваат црковнава општина некаде од 45 до 50.000 македонци. Пред малку рековте дека во православната црква Свети Климент Охридски доаѓаат некаде околу 40 до 50.000 иселеници од Македонија. Што станува со останатите 30.000? Да, тоа е точно дека во нашава црковна општина членуваат некаде од 45 до 50.000 македонци, но како што и самите видовте, и големината на зградата, мислам на нашава црковна општина, и покрај што е толкова голема, не може да ги задоволи сите потреби на сите македонци во Торонто, кои се дојдени од сите три дела на Македонија, и тоа од Вардарска Македонија, од слободниот дел во состав на Југославија, Пиринска Македонија и Егејскиот дел на Македонија. Затоа и оттаму ни потекнавме за да почнеме со изградба на нова црковна општина, тоа е Светилија во Мисисага, каде што ќе се исто изгради и културен дом со спортски игралишта, каде што ќе може, тогаш се надеваме да биде задоволено целиот македонски народ во Торонто. Може ли накусно да ми ги наброите активностите од културно-просветен аспект што се случуваат во последнава година од која сте вие председател на оваа општина овде? Што сте направиле до сега? Од културно-просветна поле имаме ние неколку секции во нашава црковна општина. Имаме драмска секција, како исто и фолклорна група, која е една од најјаките фолклорни групи во Северна Америка од македонско потекло, а исто и настапала многу за канадскава држава, настапува во други држави, исто во Републиката. Имаме шаховски клуб, имаме црковно неделно училиште,
koje broji nekade со околу 120 ученици. Исто имаме женска секција, драмска секција и имаме и хор, црковен хор, кој што исто настапувал доста во Канада, а исто и во Америка. Ама што е ова работа? Кум, завада вас. Не! Беше што беше и како ништо да не беше. Не сум јас кум Давос, јас сум Чорбаджи Теодос. Разбрате? Пишман. Ама не чини да се пишман из Чорбаджи Девадоси. Срамота е. Не, Живане, море 100 пати ке спишмам, ични нема казова. Ама Чорбаджи Девасе, ти го заборавил на со настради ноđa. Што сака нека биде сега си кум, не може да биде. Годинава по пауза од неколку години повторно овде во Торонто заживеа секцијата на драмата. Гледаме дел од генералната проба на драмата Чорбаджи Теодос во режија на Тања Ѓорđević. Се што се прави околу подготовките е искаено со ентусијазам и љубов. Така костимите ги подготвува и ги шие Василка Марковска, додека сценографијата и се друго што е потребно за изведбата е на активистите од црковната општина кои подготовките ги вршеа долго во ноќта. Со каков жар играат овие луѓе од неколку генерации, можат да им позавидат и професионалните актери и режисери. Организацијата на Сојузот на борците е една од најактивните во негувањето на револуционерните традиции на македонскиот народ, а нивните подготвени средби се по повод денот на борецот, Илинден, 11. октомври или пак 29. ноември. Моментално, ова организација брои околу 60 членови, но таа е во потрага и по други, кои со сигурност може да се каже дека ги има во толкавиот број селеници. Сиве овие членови примаат боречка пензија од нашава земја, а врските со боречките организации во нашава република се постојани. Исто така оваа организација е призната и прифатена од легијата на канадските борци од Втората светска војна и често заедно настапуваат на митинзи и дефилеа, што ги организираат борците од Канада под знамињата на Канада и Социјалистичка република Македонија. Ве молам, другар Стериовски, како го формиравте ова здружение на Сојуз на борци? Сакаме да ви кажеме за Сдруженијето на борците од Македонија, кое се наоѓа во Торонто, Канада. Се формира по разбирањата што изслушнаме в ние дека се признавае борци од 1940 година од Албанскиот фронт, од Егејскиот дел, поправо од Грција, што примаа пензија борачка. И ние се заинтересираме, сакаме да знаеме зашто нашите борци, зашто нашата борба не е призната. Тоа не беше точно, ние дали го знаеме убаво, но го наукаме подоцно дека и ние сме имале право, како сите други националности и народи без разлика на вера и нација, да бидеме признати. И ние во 1982 година со иницијативниот одбор свикаме членско собрание, на кое собрание изабраме наша управа и нашето друштво се склуче во Royal Canadian Legion со војните ветерани на Канада под исти права како што и ги имаат војните ветерани на Канада, така и нашите борци од Народно-ослободителната борба на Македонија.
Колку членови овај момент членуваат во ова здружение? Во нашето здружение членуваат сега под регистрација 37 и имаме 16 како симпатизери, не, но со документи само не поднесени да се признаат. 37 сме и осталите броеме 53 членови. Само македонци, а Royal Canadian Legion 235 членови броеме. И ги имаме сите права како што ги има и тие. Ние прославуваме овде национални празници. 11 октомври, денот на победата. Правиме паради со војните ветерани на Канада. Правиме марширања кои и нашето македонско знаме меѓу безбројните знамина се вее. Тоа е една радост и еден чекор голем напред за нашиот национален македонски народ што се признава во историјата на светот од борбата од Втората светска војна. Кои се вашите наредни активности? Што понатаму ќе работите? Ние понатака ќе работаме секој наш човек кој ги исполнал правата, кој учествувал во народно-ослободителната борба, да си ги донеси неговите документи, за да може да си ги добие неговите права, да стане член на Сојузот на борците, а поради тоа има и право на војна пензија во Канада, која се добиват на 60 години старост, да ги добие неговите принадлежности. Имаме разбирање со Сојузот на борците од Републиката. Во миналата година, по прославата на 11 октомбр, испратиме телеграма и добиме одговор и поздрави кои и тие се радуваат и очекуваат да имаме и понатака уште поубави успеси. Моето име е Стефо Букчев од историското и револуционерно село Пателе, Леринско, Егејска Македонија. Денес, по случајот на доваѓањето на екипата од радиотелевизија Скопје, ќе ви рецитирам две патриотски стихотворби кои ги написав сам. Првата стихотворба носи наслов Грме бурниот Егеј. Грми бурниот Егеј и Карпироне, од родниот ми крај душмани гоне. Шумот и гласот ни светот се слуша, сите те сакаат од срце и душа. Раѓаш јунаци како никој други, крвта си ја леат да не бидат слуги. Вековната борба плодови даде, денес на Вардар темел се кладе. Лерин и Костур духот го пазат, затоа душмани много ги мразат. Славниот Кукуш още од турско се слуша, за Илинденското востање тој беше душа. Тука се родини Делчев и војводите наши, што од нив се треселе турските паши. Во нашите срца те имаме длабоко, затоа и знамето на Гоце го дигаме високо. Жертви си поднел за општото дело, затоа чекори гордо и смело. Гордеј се, Македоњо, гордеј се. Македонско Климентово Мило, ученик да бидиш, интересно много било. Буква по буква научивме македонска азбука мила, кој кирилица име си добила и во наша земја гнездо свила. Побрзајте, другарчини мили, започнува првиот час. Ве чека учителка со мајчински глас. Она што посебно треба да се истакне и представува активност од непроценлива вредност, најнапред за вторите и третите генерации на канаѓаните од македонско потекло, секако се неделните училишта при овие општини. Ова сигурно представува еден од најсилните мостови меѓу новиот и стариот крај, меѓу Канада и социјалистичка Македонија и Југославија, место каде што се сознаваат корените и се чувствува идентитетот на себе и на својот народ. И без многу да говориме, видете сами колку е убаво ова што ние го снимивме со најмладите селеници во оваа далечна земја. Деца, македонскиот
јазик е вашиот, нашиот мајчин јазик, деца. Tongue language, на кој за прв пат вие сте зазборувале дома. Кога сте се родиле. Така ли, деца? Јас се викам Благица Дафовска. Наставник сум по македонски јазик скоро 10 години. Работам со нашите млади македончиња во Торонто, на кој ми е обавезно потребно да го зборуваат својот мајчин македонски јазик. Училиштето работи под покровителство на Македонската православна црква Свети Климент Охридски и се состои од две одделенија. И тоа прво одделение, односно почетници, кои за прв пат се среќаваат со македонските букви, со зборови и реченици. Мислам, тоа се состои во наставниот план и програма за прва година. И потоа постои друго одделение, кое го посетуваат повозрасни ученици, со кои раководи наставникот, односно мојот колега Стефан Крушевски. Каква ви е програмата? Мислам овде конкретно, за кај овие помаливе. Овдека мораме да работиме по предходно наша изготвена скратена програма, бидејќи времето не ни налага да работиме по обширни материјали. Затоа, како најосновни нешта кои што ги застапуваме се читање, пишување, изборување на мајчиниот македонски јазик. Потоа децата изучуваат и национална историја и географија, но тоа оди во по големите одделенија. Мислам, повозрастните ученици се занимаваат со тој материјал. Со кои тешкоти се судирате во работата? Па, тешкоти, како да речам, не би имало посебно да истакнам, но како посебна тешкотија се наметнува таа што на нас, наставниците кои што работиме во странство со нашите најмлади македончиња, потребно е да се изработи еден учебник специјално за нашиве деца во странство, со скратена содржина и соодветна за овие деца и возраст. Мислам дека тоа би било многу пожелно да се изработи во иднина. Миладиновци. Во Струга се родија најдобрите наши синови. Тоа беа Димитар и Константин Миладиновци. Тираните насекаде пустошеја и горија. Срцата нивни сел за слобода се боре. Вечна е славата во нивни чест, тие ја пробудеја народната свест. Драги ученици, сега ќе ја пееме сите заедно песничката Мудра книга, посветена на нашите први учители, солунските браќа Кирил и Методи. 3, 4. Една книга, мудра книга, ја отворив, ја прочита, ми прозбори македонски, ми прозбори, ми прошепна за нашите прадедовци. Слава, слава тебе, Кириле, учителе наш. Слава, слава тебе, Методи, светители наши. Та книга, мудра книга, ми покажа наши букви. A što se slučuva so najstariti selenici, to je posebna prikazna i teško je da se raskaže, samo vo nekolku televizijski minuti. Сепак да ви ја доловиме атмосферата во првата социјална институција надвор од земјата која успешно работи под името Канадско-македонско место од 1978 година во еден од најмодерните и најубави квартови на Торонто, Домот за старците. Ова е уште еден израз на разбирањето, чувството за хуманост на многобројната наша миграција од трите делови на Македонија, која датира уште од минатиот век,
kako Alka, koja je Makedonecot, kada i da bide vrzan pred se za sebe i za svoj narod. Ovdje ke gi sretnete Mike Tallinn, koji dopatuva lušte v 1909. godina, neposredno povosta nije to. Blaga Mijovska, Džan Červenko, site dojdeni pred Vtorata svetska vojna i ušte stotina identični čovečki sudbini koji poslednite godini od svoj težok i čustvitelen pečalbarski život giminuvat vo mir i razmenuvanje na mislite za spomenite, rabotata, uspeh od ljubovte i tragedijite, koji kako po nekoje nepišano pravilo gi sledat posebno onije koji ne po svoja želba je napuštile svoja ta grutka zemlja. Ме молам, кажете ми, како, господине Червенко, го оформивте, го изградите овој дом? Овој дом се изгради со голема работа на наши тука иселеници, со голема помош на наши млади учени деци кои дојдува од источните страни и од Скопје, кои звеа участие во овој дом и поможаа со темната наука по разни технички планови и всичко тоа което требаше за да се гради овој дом. Колку време е изграден овој? Колку години постои домот? Домот е изграден 4 години. Колку луѓе има овде од нашиот? Кога го изградиме овој дом се изгради со 111 станови. Со намера и со надежба, со изградувањето на овој дом, што веднага ќе влезе тука и според името Македонски старски дом да се исполни со наши македонци старци. Но на први натроа имаме троа тешкотија, зашто нашите луѓе по старокрајски обичаи, му беше тешко да се деле фамилиите од децата да се деле од старите. Имаме тешкотија на првина и за тоа беме принудени приимаме во овој старски дом и немакедонски нации, зашто мораше да имаме повеќе луѓе за трошковите, за раздуските на домот. А од кога се отвори домот, дур до сега, горе-долу, сега домот има множество македонци тука. This is Canadian Macedonian Place. It was built in 1978. Ова е канадското-македонско место. Изградено е во 1978 година. Зградата има 110 еднокреветни соби, ресторан во кој се служат сите оброци. Овде живеат 120 луѓе, од кои само 10 парови, додека другите се самци. Не се сите македонци. Има англичани, пољаци, германци и така натаму. Може да се каже дека местото е космополитско. Луѓето овде имаат многу удобства. Така, например, докторот доаѓа еднаш неделно, а имаме и клиника во која може секој да се прегледа. Педијаторот доаѓа еднаш во месецот, а забарот секоја недела. Долу има голема продавница во која може да купат леп или млеко, ако не им стигне. Имаат и убав салон за одмор, за играње, карти, бинго, гледање телевизија и така натаму. Има и места за рачно работење. Луѓето овде се навистина добри и задоволни од местото. Се сложуваат меѓу себе и тоа придонесува да се чувствуваат удобно. Гордост на македонците во Канада, па и пошироко во Соединетите Американски држави секако е најстарото и наедно најафирмираното културно-уметничко друштво Македонка.
Pod rakovodstvom na Alek Petličkov, koji podolgo vreme neumorno работи, ја гледате третата генерација играчи, кои сега ја оправдуваат успешната кариера на своите предходници и друштвото Македонка. Тешко може да се набројат сите признанија кои ова друштво ги има добиено на најпознатите фолклорни фестивали во светот. Денес Македонка ја представува редовно провинцијата Онтарио, а на последниот фестивал на фолклорот во Сан Франциско ја представуваше Канада. Овој ансамбл има повеќе пати гостувано и во Републикава, а добрите познавачи на фолклорните друштва кај нас велат дека настапите може да се мерат и со нашите најдобри фолклорни друштва. Духовното организирање преку црквите и црковните општини не само во Торонто, туку и во цела Америка, чиј број веќе изнесува 17 и се простираат од Лос Анџелес во Калифорнија па до Торонто во далечина од над 5000 километри, простор каде што и се наоѓаат нашите иселеници, представуваат такви облици на собирање и организирање, кои на нашите иселеници им овозможуваат решавање на ред своји желби и проблеми. Една од последните активности секако изградбата на новата македонска православна црква Свети Илија, недалеко од градот Торонто, во сателитскиот град Мисисага. Местото е веќе откупено, а ги гледат и испитувањата за изградбата на новата црква. Овде ги затекнавме активистите на општината, како го подготвуваат теренот за излет и спортски игралишта. Овде ги сретнавме и свештениците Илчо Миовски и Илија Димитровски во придружба на заменикот на Американско-канадската македонска православна епархија и селеникот Джан Гивенс. Се наоѓаме пред изградба на уште една црква овде. Мислам, има ли можност да се прават и други цркви во целокупната епархија сега? Да се замислува дека по изградбата на новата наша црква Свети Илија во Мисисага, се замислува да се изгради и уште една црква во Скарборо, бидејќи навистина македонската емиграција има пораснато многу и една црква не ни е достатъчно за нашите македонци овде во нашата емиграција. Каков е интересот на иселениците од Македонија за изградбата на црквите, не само овде во Торонто, туку и во останатиот дел на Америка и Канада? Видете, покрај тоа дека нашите црковни општини го задоволуваат нашиот македонски народ од страна нашите религиозни потреби на нашите луѓе. Исто така ние имаме и нашите културно-просветни центри, кои центри навистина станае. Вашата активност сега е насочена кон отварање и на училишта во составот на црквата. И тука каков е успехот, колку училишта имате? Во секоја една црковна општина има неделно училиште во кое се изучува македонската историја, македонска географија и македонски јазик и веронаука. Јас би сакал да искористам оваа прилика да го поздравам прво, да ве поздравам вам, екипата на телевизија Скопје, а преку вам Матицата на иселениците од Македонија, телевизија Скопје, кој навистина не посетивте да може и македонскиот народ да увиди и да сознае како ние живееме овде во оваа наша нова татковина Канада. Истовремено сакам да го поздравам и македонскиот народ кој живее во Егејскиот крај, во кој имам и своји роднини и пријатели кои уште живеат во Егејскиот крај. И сите македонци во целиот свет.
Кога започна идејата за изградба на црквата Свети Илија овде во Мисисага? Идејата за изградба на новата Македонска православна црковна општина Свети Илија во Мисисага е плод на размислување од многу поодамна, меѓутоа реалноста ете се оствари пред 2 години, 82 година. Желбата македонците да се собереме што поблиску, што повеќе во кругот на црковните општини се оствари и е купено ова земјиште тука кој има површина од 30 екари. Не би можел да ја кажам точната површина во метри. Која цена е? Цената е доста поволна, $300,000 за секој екар по $10,000, што е... Како ги собравте тие средства? Средствата не се сите собрани, тој е дел само е дадено учество и останува исплата во рати на кредит по тукашно или останува моргидж за ова место кое треба да се доисплати во наредните години. Исто така еве тука се најдуваме на ова место кое е раскопано, што дава можност, надежи дека македонците во делот на Торонто во Мисисага еден ден ќе ја изградат новата црква Свети Илија во Мисисага. Овдека каде што ќе се собираме сите заеднички, што повеќе така ни е и целта да ги имаме сите наши луѓе блиски, да се чувствуваат навистина како браќа во домот на Македонската православна црква, во домот Божи. Значи ли тоа дека православната црква Свети Климент во Торонто е мала? Па видете, реално, ако и согледаме можностите на вистина, за нашиот престој тука со колегата, согледувајќи ја правата вистина, ако не се земеше ова место, Свети Климент на вистина постанува тесен за нашето иселеништво кое се наоѓа овдеки. Прибедејќум по статистика негдеки околу 80 до 100,000 македонци во тој простор да ги соберише на вистина мал. Најповеќе тоа е осетливо не само во сите недели кои вие сами тука видовте, се крштаваа по 5-6 дечиња, се венчаваа по 3-4 свадби неделно, богослужбата која почнува од 10 сат од црквата е преполна, а поготово ако зеиме за великденските празници, божикните празници, водици, каде што е по обичај да се лицитира иконите, ние ги не само црквата што ја користиме, него ги користиме и просторите, односно салите кои се наменети за други цели, ги користиме во тие денови како црква, зашто народ има многу, не можеме да ги задоволиме потребите. Само еден податок можам да кажам, во овие недели кога беше нашето високопросвещенство, митрополитот Кирил на посета тука за Цветници, можда имаше преку 2-3 хиљади народ. Па великденските празници во сите денови од четврток, вели четврток, вели петок, сабота и неделата, наше забележување е со право душа можеме да го речеме дека поминаа преку 30,000 народ, што фактот зборува дека ова место е купено со една таква идеја да нашиот македонски народ кој живее овдеки во Мисисага да ги задоволи верските, националните, историските, културните манифестации кои ќе се одржува овдеки. Зашто ова е единствена оаза македонска која ќе му служи на македонскиот народ не само за задоволување на верските потреби, него и рекреативните можности кои тука му се пружа. Спортови, игралишта, училишта, пикници и сите, велам, национални манифестации. Единствено место, моментално, кое сега го имаме. А треба во еднина што повеќе да се заангажираме сите, да изградиме не само и оваа црква што е во тек на градба, него повеќе цркви во Торонто, зашто има доволно народ и имаме поле широко за работа. Hey!
Ženskата sekcija isto така jedan od simbolite na organiziranijoj životne iseленicите. Ova sekcija ги собира жените на разни предавања за готвење, јазик, курсеви за нега на деца, шиење, а исто така е главен организатор на женскиот и мешовитиот хор, кој секоја недела во црквата Свети Климент Охридски исполнува духовни, а потоа и народни песни. Македонски дневник со Дени Санчевски. Преку радиочасовите и телевизискиот час на канадската телевизија од најпопуларните наши водители Драгица Лапајковска и сега покојниот и доајен на водителите Дени Стојчевски, полекано сигурно се шири вистината за македонскиот народ, неговото богато историско и културно минато во овие огромни географски простори, како силна брана од пропагандите кои со децении сакаат да го попречуваат развојот на еден народ, кој веќе афирмиран и наидува на разбирање кај сите оние народи кои имаат истенчени чувства за историски и секакви други вистини. Кога говориме за телевизискиот час, мораме да го кажеме и тоа дека денес е единствениот час меѓу иселениците од Југославија, кој нашите сонародници го одржуваат без поголеми проблеми околу собирањето средства, кои покрај видот на програмата што го нудат се единствените предпоставки за емитување на канадската телевизија за мултикултура. Разговоров што го водиме со водителот на македонскиот телевизиски дневник Дени Стојчевски, негов е последен разговор пред телевизиските камери, пред кој на нашите иселеници им говореше повеќе од една деценија. Наша телевизија, како рековте понапре, сега веќе 10 години празнуваме од почнувањето на македонската телевизиска програма во Торонто. Имаше уште една југославенска телевизија, само таа престана да работа и така е само едината нашата македонска телевизиска програма во цела Канада и Америка. Истовремено, нашата телевизиска програма се прикажува во 4 телевизиски станици. Значи, недела сабајле од 9 до 10 сме во телевизија 4. Во недела на вечер сме во 54. Понеделник сабајле сме у 7 и понеделник на вечер пак сме у 34. Значи, у 4 телевизиски програми се преносуват нашите македонски ора и песни, даваме извештај за нашиот културен живот во Македонија, оти опратиме многу близко за вашето културно, економското и на сите поли на ваши во Македонија. Имате ли увид колку гледачи ги следат овие програми? Нашата програма до сега, доколку знаеме ние, има поиќе од 1 милион луѓе кои ја гледат програмата. Тоа не значи оти сите се македонци. Имаме од бугари, имаме грци, канадици, евреи, пољаци, украинци, сите тие гледат наша телевизиска програма, оти е славјанска телевизиска програма. Колку што ве разбрав, од балканскиве земји и народи во Социјалистичка Федеративна Република Југославија само моментално се емитува на македонски јазик. Како успеавте да обстаните овде, бидејќи се работи за една конкуренција, и каква е перспективата на овие часови овде? Да ви кажам, не е лесно да се задржи една телевизиска програма. Благодарение на матицата на иселениците од Скопје и на телевизијата од Скопје исто, со материјалите кои ми пушат, а нередовно можам да кажам, успеах до сега да задржам, но како знаете и сами, тука без реклами не може да се издржи телевизиска програма. Нашата телевизиска програма, како реков сега, од септември ќе биде 1,5 сат. Секоја недела 4 пати имитивана,
a u septembri ќе почнеме да видиме и сателитот. Значи, се рачуна околу 200 милиони луѓе ќе гледат нашата програма. Значи, наше останува да ви помогнеме колку можеме како куќа. За тоа ќе бидам многу благодарен ако ми пуштате појќе материјали од таму, а ако имаме да му оти Македонија не е само оро и песна. Македонија има толку богатство има у Македонија. Ние можеме се да покажеме универзитетите, фабриките, нашите успеси во целиот социјалистски живот. Затоа ќе ве замолам да преносите на нашите другари долу да ни дадат и да ни пуштат појќе материјали, така уште појќе да прикажаме напредото на нашата Македонија. Благодарам многу. Благодарам. Една од најстарите културно-просветни организации е United Macedonians или Обединети македонци. Оваа организација, главен организатор на празничните излети или како што овде популарно ги викаат пикници, во последно време се повеќе го губи некогашниот углед меѓу нашите иселеници и се помалку има редовни членови од иселениците меѓу своите редови. Причините секако се во неактивноста на членовите што ја водат организацијата, а и во недоразбирањата кои постојат за не толку важни прашања со црковната општина и незините активисти. Сигурно е дека самите иселеници ќе преземат нешто за реафирмирањето на оваа организација, која им е потребна и која представува уште еден дел во широкиот мозаик на активности. Присуствуваме на деновите на Кирил и Методи што ги организираше оваа организација и водевме разговор со сегашниот претседател Мендо Бакаловски. Основната цел на Обединените македонци е да го чува и шири македонското име во овој дел на светот. Ние овде, благодарение на Демократска Канада, имаме сите услови да сите македонци од цела Македонија, без разлика од кој дел на Македонија сме родени или од кој сме дојдени, овде можеме заеднички сите, здружно, братски, да работиме, го чуваме и го шириме нашето име, да нашите деца утре можат со гордост да се кажуваат дека се горди македонци и да го носат нашето име, македонско името на нашите татковци, дедовци и на нашите предедовци. Вам сигурно ви е познато дека овде постојат и други мислам организирани средини. Пред малку ги снимавме селјаните, па постојат црковните општини, постојат повеќе фолклорни групи, издруженија. Еве вие овде имате и секција на жени. Како соработувате, мислам организирано? Како е соработката измеѓу сите вас овде? Дали сте единствени? Ние соработката изведуваме на до негде сме единствени, до негде баш црквата, како црковните општини се воглавно се гледаат црковните работи, тие повеќе се одват на религиозни работи, додека организацијата е повеќе на национална основа и културна. Ние, како што рековме, овие националните денови што Илинден, 11 октомври и Гоцевиот роден ден, ги прославуваме воглавно као национални македонски празници, а додека црквата ги прославува Великден, Божик и тие што се приклучени со религијата. Организацијата има своји простори на заимено, те се наоѓаат во Скарборо, поради тоа што Скарборо има многу голем број на македонци и за задоволи потребите на нив, организацијата отвори своји простори и како што викаме ние офици овде во Скарборо. А додека другите као селјани си се најземуваат со рентајне, други места кај што практичува и кај што вежба. А додека кога идат програмите, кај што гледате сега овде сме голема школа овде, го плаќаме, малце и државата ни помага Канада, така да може да ги одвиваме во нашите активности. На крајот посетивме еден иселеник кој многу ни помогна во реализацијата на оваа емисија, активистот на црковната управа Пеце Кочовски од битолското село Велушина, кого заедно со своите родители од своето родно село виорот на печалбата преку Австралија го донесол овде во Канада. За сега може да речем добро, 69-та година па до ден денес сум овде настанет. Бев работен во едно предпријатие, правиме лагери за авиони, мислам, работав на Дребонзи. Од 69-та година па се до 81-та, мислам така нешто. Али како што е
ситуација денес е многу лоша за работи, мислев да напуштам и го сторив и тоа, па се запослив во општината Исјорк, која денес е сповратимена со градот Скопје од Социјалистичка република Македонија, а воедно работам во надвор, мислам, како по канализацијата и водата. Не може да речем дека е лошо, али пак тешко е без родната земја. Во секој момент се надеваме за назад и мислиме на тоа, али како што гледате вие самите е денес малку тешко. Децата се родени овде, порастуваат овде, се школуваат овде, кај нас да се вратиш е тешко, во денешните условија се пронајде работа, поради што школото не го завршив, али пак она е тера за таму. На крајот, што да кажеме за иселениците македонци или канаѓаните од македонско потекло? Вака добро организирани со помош на разбирањето од страна на канадските власти за еден автентичен народ и култура, Македонската православна црква, активистите во општината, како и матицата на иселениците од Републикава, многу полесно ќе ги совладуваат сите проблеми при интеграцијата во општеството какво што е канадското, при тоа останувајќи во постојана врска со татковината, својот народ и култура, како етника која значи нешто и за себе и земјата во која екзистираат. Се надеваме дека во иднина кога следната наша екипа ќе ги посети, овој добро организиран живот многунасочно ќе биде побогат со нови содржини и форми, зашто народ што го создал ова, што претходно го видовме, е способен да создаде и многу повеќе.